Нема дефиниција кои категории граѓани ќе влезат во вкупното население, без задолжителна лична карта, без етничка и религиска припадност. Недоречено и скапо. Министерството за правда го објави предлог законот за попис на населението кој треба да се спроведе од 1 до 21 април 2020 година. При спроведувањето на пописот ќе се користат податоци од административни збирки и ќе се врши истовремено попишување на терен со употреба на пренослив компјутер. Ќе се попишуваат државјаните на Република Македонија без оглед на тоа дали во моментот на пописот се наоѓаат во земјава или во странство. Потоа странски државјани со одобрение за престој и лица без државјанство кои во моментот на спроведување на пописот се затекнати во Република Македонија. За лицата опфатени со пописот треба да се обезбедат податоци за географски карактеристики, демографски карактеристики, економски, образовни, миграцијски и културолошки карактеристики, инвалидитет, функционална попреченост. Според експертите кои ги консултираше Алфа, предлог законот е премногу воопштен и недоречен. Недостасува дефиниција кои категории граѓани ќе влезат во вкупното население на земјата. Личната карта не е предуслов, но не е наведено како точно граѓаните ќе се евидентираат, а во минатото секогаш било прецизирано кои документи ќе бидат земени во предвид. Се избегнува изјаснувањето според етничка и религиска припадност, иако во мултиетничка земја како нашата со права и обврски токму врз основа на етничката припадност, тоа е од круцијална важност. Не е јасно наведено какви податоци ќе се користат од административните збирки, а бројни недоречености има и околу самите попишувачи и начинот на кој тие ќе комуницираат со граѓаните. Конечно, според пресметките, пописот ќе чини речиси 8,5 милиони евра, што е премногу со оглед дека токму сега би требало да бидат избегнати главните трошоци за печатење и за обработка на податоците. Инаку законот предвидува да има 44 пописни реони, а пописот го организира и спроведува Државниот завод за статистика.